Добро вечер. Добре дојдовте на телевизија Нова. Започнува уште едно отворено студио. И во него, овој пат петочки, отворено за културата. За само една недела од сега ќе ни се случи можеби најубавиот, барем за мен еден од најубавите настани што ќе се случи на Македонија оваа 2017 година. На 21 мај ќе биде отворен оној дом за кој што сонуваа веројатно многу генерации на луѓе кои што биле дел од Македонската филхармонија. 73 години тие го чекаат својот дом, вистински дом. Велам добро вечер и добри дојде за директорката Маја Чаначевич. На 21 мај само ни кажав ќе биде свеченото отворање, мислам дека веќе сите знаат. Се надевам дека веќе сите знаат, на толку зборување сите знаат. Добро вечер за вас, добре дојдовте во отвореното студио на телевизија Нова и мислам дека во овој час и некоја минутка ќе имаме време да кажеме или да се потсетите и вие заедно сите на годините кога не беа баш најдобрите услови, затоа што нели како и сите ние кога имаш дом и кога имаш место каде што ќе биде твое, кога имаш акустичен простор кој што и сите предуслови нели за нешто добро, треба да очекуваме дека ќе ни се случуваат чуда и онака ни се случуваат чуда, а бевте во домот на Арама. Да, токму така, добра вечер. Добра вечер до вас, до сите гледачи на вашата телевизија. Благодарам за убавата најава. Не верувам дека некој веќе не знае, барем не само во Македонија, туку и пошироко од Македонија. Слушна и пошироко? Апсолутно да, ние направивме се за да слушнат. Со оглед на тоа дека изминативе години имавме можност со колегите од сродните оркестри од целиот свет да разговараме и многу да зборуваме за овој објект. Веќе во многу земји се знае за нашето отворање. Имаме покането гости од Европа, од регионот, значи мои колеги директори, потоа многу важни и ценети личности во светот на ова ние што го работиме, значи во светот на музичката уметност, ќе бидат наши гости од различни асоциации. Оние пак кои не можеа да бидат таа вечер со нас, ни испратија многу убави писма со прекрасни желби и ни посакуваат многу успеси, значи и на концертот и понатаму, и верувам дека сите тие кои што ги поканивме не можеа да дојдат, значи не од Македонија, туку од надвор од Македонија, со нетрпение ќе очекуваат веќе во следната сезона на некој концерт да дојдат, да го слушнат оркестарот, но и да го видат овој толку многу посакуван наш објект, а и објект за кој што толку многу ние зборувавме. Така е, да. Добро вечер и за Ана Кондратенко, концерт мајстор во Македонската филхармонија. Добро вечер, добре ни дојдовте во телевизија Нова и да ве прашам, на срцето на место ли е сега со новиот простор? Како изгледа да си во свој навистина убав, таков прекрасен? Предпоставам сега инсертите одат, ова не е, нели, од отварањето ќе видиме кога ќе дојдеме на 21 ма. Како е да се кога влеговте прв пат? Ние во текот на изградбата, ние сме тука од темелите и го чекаме тој простор веќе 73 години. Веќе долго време. Да. Јас пред се сум срекна и знам дека моите колеги се пресрекни дека еве не чека, не сме уште комплетно влезени, ама во тек сме и секој ново буквално нов чекор во таа сала не наполнува со радости, среќа и љубов. Убава е сала? Значи, ја не можам сега да зборам, јас немам зборови за таа сала. Преубава и сала. Што нас не е најважна е звук. Кога прв пат засвиривме во сала, се стаписавме. Значи, прекрасното е чувство. Знам дека секој концерт од сега понатаму ќе биде вистинско уживање, како за нас, така и за публика. Секако. Благодарности за Владимир Костов, со така концерт мајстор во Македонската филхармонија. Добро вечер и за вас, добре ни дојдовте во телевизија Нова и сега, ако знам дека срцето ви е никаде на место или близко до местото, така, затоа што тука се сите работи, кажете ми вие подготовките дали почнаа за она што ќе ни се случува на 21 мај? Добро вечер, ви благодарам за поканата. Подготовките се во полн ек и веќе да не се повторува, меѓутоа навистина сите со нетрпение очекуваме веќе се преселиме во тој објект кој што е таков како што треба да биде. Тоа би сакал само да го кажам, затоа што конечно ќе се види како треба да изгледа една сала. Значи тоа е за нас можеби нешто спектакуларно, но тоа е нешто нормално кое што треба да го имаме. Случува на сите така е. Да. И за какви услови изборуваме сега, Маја? Ајде, кажете ни.
За какви услови зборувавме или за какви ќе зборуваме? Ке зборуваме. Да, апсолутно. Веројатно нема веќе за условите да зборуваме, туку ќе зборуваме за се што значи музика. Во еден пишан медиум кога ми поставија прашање за условите, реков повеќе нема да се жалиме и нема да зборуваме како било. Сега ќе зборуваме како е и како ќе биде понатаму. Салата веќе неколку пати нели кажувавме колку е голема, се што се содржи, како содржина што има. Значи две голема концертна сала и мала концертна сала, меѓутоа она што се однесува за делот каде што ние би требало да престојуваме да работиме, ќе кажам дека е user friendly. На вистина, затоа што имаме толку многу простори каде што ќе можеме да вежбаме за индивидуална работа, бидејќи нам ни треба пред почетокот на пробите, пред концертите потребна ни е индивидуална работа со подготовка на материјалот кој што треба да го изведуваме. Потоа имаме голем број на простори за одредени одделни групи на инструменти. Имаме навистина се она што ни треба, имаме гардероби. Мислам, иако е чудно ова што го кажувам, но тоа е нормално. Она што го каже Владимир, значи тоа во цел свет е нормално. Сега за нас беше досега чудно, но сега веќе и за нас е нормално. Невистината сега е вистиница. Да, токму така. Значи пробавте, тоа не е така, добро е се. Целиот објект е многу убав, направен е навистина многу убаво, многу квалитетно, по високи стандарди, има многу убава многу квалитетна опрема за снимање на концертите. Значи ние сега ќе можеме секој концерт да го снимаме и во надеж дека понатаму ќе можеме да имаме и сопствена музичка продукција, значи да ги издаваме CD-а од нашите концерти или пак наменски да снимиме некој CD. Јас навистина не можам да опишам колку се има внатре, колку сето тоа е многу убаво. Тоа е нешто кое што треба да се види, да се доживее. Колку и ние да зборуваме сега, не можеме да ја опишеме и да ја доловиме магијата која што се случува на еден концерт. Значи таа енергија која што ја имате од страна на оркестарот, на солистот, на диригентот, која што енергија оди кај публиката и повратната енергија од публиката до оркестарот и до уметниците е нешто што е единствено чувство, неповторливо чувство и никако со зборови не може да се опише. Од друга страна, пак она што е уникатно како за нас, за филхармонијата, е тоа што ние имаме еден концерт и кој што не го повторуваме. Значи нема реприза. Не е само овој концерт на отворањето, туку секој наш концерт е единствен и на некој начин ексклузивен, затоа што нема реприза. И оно чувство кое што ќе се создаде на одредена вечер, на одреден концерт, е неповторливо. Значи, ние самите, кога зборуваме меѓу нас, кога дискутираме како било на тој концерт, значи, не може тоа да се повтори никогаш. Таа комбинација на солист, диригент, композиции е просто неповторлива. Затоа ја секогаш кажувам дека ако можеби испуштите една оперска представа или театарска представа, имате реприза за 2 или за 3 дена. Но ако испуштите концерт на филхармонија, немате повеќе реприза. Така. Картите се пуштани веќе во продажба? Картите се распродадени. На вистина? Да. Карти немаме повеќе, распродадени се, така што ќе биде полна салата. И сите оние кои што ќе бидат таа вечер заедно со нас, значи да се радуваат заедно со нас, да ја споделат нашата радост и среќа, сигурна сум дека ќе ги оставиме без зборови. Супер. Владимир, на пресконференцијата која направивте неодамна пред новиот објект, рековте вака, ќе ви прочитам се што сте рекле таму, па вие само задодавка нешто. Велите вака: во текот на нашето уметничко делување сме настапували во странство и секогаш сме замислувале како би било и ние да свириме во концертна сала, каква што доликува на еден филхармониски оркестар. Како би звучеле сите програми кои што ги свириме во една убава концертна сала. Сега со нас стана реалност. Имав прилика да влезам во новиот објект и сега знам дека станува збор за нешто совршено, затоа што секој детал при изградбата беше по надзор. Сега ќе имаме одлична акустика, гардероби, простори за да вежбаме, нормални хигиенски услови, паркинг. Моите колеги, ова е најважното, со нетрпение очекуваат да го освират првиот тон. Остануваме на првиот тон. Спремни сте? Спремни. Како никогаш до сега. На вистина? Да. Да. И сега ќе ве прашам како концерт мајстори, дисциплина,
има ли веќе? Се чувствували дека и сите во оркестарот сакаат да го дадат максимумот? Сакаат да дадат се од себе? Апсолутно, да, Да. апсолутно. Тоа, мислам дека ниеден нема таков човек во оркестарот кој што би се чувствувал поинаку. Затоа што е еднаш во животот и е неповторливо. Како и нашите концерти, тоа чувство е неповторливо. Затоа што нема повеќе. Ами нема повеќе да се случи свечено отворање. Ќе се случи еднаш и толку. Именно на така? тоа мислев. Да, Нема повеќе да, концертни да, сали, да. дај Боже да има. Така. Меѓутоа тоа е една, за сега единствена и совршена, како што кажав. Супер. Ана, нешто за додавка? Со дисциплинава сме на врвно ниво. Бидејќи е таков настан, Да. и бара и освен дисциплина и подготовка од Секако. секој од нас, мислам дека ова е еден од ретките концерти кој што се очекува не само од оркестар и публика, мислам дека воздух околу сала очекува овој концерт и секако веќе не збориме за такви прашања како дисциплина, тоа некако се подразбира и секој од колегите знам и одговорно тврдам ќе даде се од себе да прозвучи и да се осети и да се да се Доживее. Да, таа возбута кај што ние имаме. И јас не се надевам, јас знам дека концертот и самото отварање ќе биде преубаво. Супер. Само да не им правиме толку многу стрес со муаве, затоа што тие треба да свират. За нас Да, е лесно, ние ги да, слушаме да, во публика, да. ама тие треба да свират, да не бидат премногу возбудени. Да. Само да додадам ново што го кажавме, ова за мене не само што велам дека е историска придобивка за Република Македонија, ова е цивилизацијска придобивка за Република Македонија. Значи, ова е можеби најважниот настан во музичката култура од кој што ќе се случи воопшто во нашето постоење на Македонска филхармонија, но и воопшто во постоењето на нашата држава. Значи, немало отворање на концертна сала, значи вистинска концертна сала, и поради тоа ние толку многу ставаме акцент и на објектот, но и на она што треба понатаму да следи, односно оркестарот, концертите, новата сезона. Значи, навистина луѓето треба да дојдат и да слушнат како звучи овој оркестар сега, навистина како звучи во еден вистински акустичен простор и да се некако треба да се идентификуваат веќе со објектот, затоа што до сега Македонска филхармонија беше дом на Арама, беше Македонско опера и балет, на секаде бевме. Но сега ќе имаме свој дом, ќе имаме свој објект и веќе треба да почнеме и ние самите да се идентификуваме, но и публиката. Така. Дали поканивте некој од старите членови на Македонската филхармонија? Верувам, да, имаме многу поканети гости, значи од од музичкиот свет, или како тие го доживуваат тоа, или ќе видиме на 21-ви, така. бидејќи ние поканивме многу гости, значи музичари, уметници, нашите пензионирани колеги кои што нели долго време работеа во филхармонијата, но природно поради редот на нештата заминаа во пензија. Композиторите, значи многу голем број на уметници од музичкиот свет ќе бидат присутни таа вечер, а за нивните впечатоци веројатно можеме да зборуваме по концертот. Да, имате ли трема како директор? Кај ќе седите? Кај ќе седите додека се подготвува сето тоа, што правите, каде седите? Знаете како јас толку многу веќе некако со овој објект толку многу бев присутна цело време цело време преку моста, за да видите до каде се работите, па повторно во веќе некако го чувствувам малку поинаку, како да сум таму, делумно да сум таму. Трема не знам дали имам. Од толку многу обврски веројатно сега немам, ама кога ќе треба тие да го свират првиот тон, тогаш и мене ќе ме фати трема. Ана? Јас би сакала само едно да додадам. Можеби затоа што сега во социјални мрежи нели може секој да се збори. Да. Некој ќе каже дека ова не е вистински момент на отварање на сала. Како што беше не е вистински момент за градење на сала. Немаме пари, луѓе нема што да јадат, така натаму. Јас би сакала мојата мислење да кажам по овој повод дека вакви нешта како што се концерти, па поготово отварање на такви некои нови преубави објекти, мислам дека
подигат во луѓе нешто високо, нешто што можеби во секојдневието сега малку ни фали, а тоа е љубов, уметност, музика. И мислам дека ова е многу прав момент на нешто такво убаво да се случи во град. Да. И пак ќе спомнам еден пример од историјата на мојот роден град, кај што се изгради најголема оперска куќа во овој регион, во нашиот регион, во 1943 година, во ек на Втора светска војна, што кај нас во Русија се знае, остави повеќе од 26 милиони жртви. Во тој момент луѓето да имат сили, да имат волја, да имат материјали, све да изградат оперска куќа, ќе кажеш, ало, војна што правите војна? Што правите? Ама можеби од такви некои мали нешта и направија рускиот народ во тој момент да победи. Така што салата доаѓа во прав момент и овој настан ќе доаѓа исто во прав момент. Да не собери во сите, од сите и политички, и верски, и секакви заедници, различно обоени, во еден убав момент на музиката. Да. И кога веќе ги споменавме тие работи на неубави муабети, нели Facebook е стана место каде што сите знаеме само да плукаме по се и се што, со без аргументи секако. Како сега добро продадени се картите, ама нели беше муабетот прво леле, 2500, 3000 денари, тоа се многу пари, така и натаму и така наваму. Што им рековте на оние кои што можеби имаат доглед да ви го кажат тоа вам, вака лично? Апсолутно ништо. Не сметам дека треба да кажам било што, она што претходно го кажав, дека се работи на вистина за еден историски момент во нашата земја. Ова што го кажа Ана, мислам треба на вистина да го земеме како пример сите ние, дека треба да сме горди. Ние сме горди. Ние во Македонска филхармонија сме многу горди за тоа што е направено и тоа што успеавме да го направиме. Знаете како, ми се чини дека во Македонија луѓето не се радуваат повеќе на националната филхармонија, на националниот театар, на националниот фудбалски тим. Кога Македонија игра со некого, ние сите навиваме за Македонија. Но чинам дека во Македонија постојат луѓе кои што викаат не, нека изгуби сега Македонија, нека не победи Македонија. Истото е и со нас. Значи, да, можеби некој не може да купи билет, меѓутоа затоа ние имаме концерти на кои што билетите се 150, 250, 300 денари, а имате светски, врвни светски имиња, подеднакво добри, можеби како и сегашните. Значи не е прашањето тоа. Facebook стана поле за некаков надпревар, непријатен меѓу луѓето, некултурен надпревар. И добро што го Делчев не сакам да коментирам што правиме, се шегувам само. Не сакам да коментирам ништо и ќе се воздржам од коментар. Секој има право на свое мислење, ние имаме право на свое мислење. Пред известно време гледав, бидејќи нормално следам што се случува во сите оркестри и оперски куќи во светот, и со колегите седиме во канцеларија и гледаме што имаме во Метрополитен. На Метрополитен гала, тоа веќе го дадов како пример, имате гала концерт, каде што сите најдобри звезди, пејачи од цел свет ќе гостуваат на тој концерт. Знаете колку еден билет? Од $950 па нагоре. И јас се насмеав, викам, да живее во Њујорк, ако требаше кредит ќе земев, ќе си купев билет за да одам. Значи, прашањето е дали ние сакаме или не. Јас познавам многу луѓе кои што ми се обратиле, кажале, кога ќе биде салата, сакам да си купам карта, независно колку ќе чини. Значи, независно колку ќе чини. Од моментот кога знам дека ќе се отвори таа сала, јас реков дека ќе одам на тој концерт, независно колку ќе биде цената. Така што мислам дека нема потреба воопшто да се коментираат коментарите на Facebook, ниту пак да се навлегува во некаква дебата. Значи, оние кои што сакаат да дојдат, ќе дојдат, има многу кои што сакаат да дојдат, но нема билети. Претесна е салата за сите да ги собере. Тоа е показател дека за овој настан има публика. Оние пак кои што сметаат дека им е скап билетот, Бујрум, 1 јуни, вториот концерт, слободно нека дојдат. Да. Со Симон, од кога нема свирено Македонската филхармонија, Владимир? Мислам дека доста долго време.
Не можам да се сетам кога беше последен Во пат. Белград не беше последниот пат? Во Белград, да, ма која Белград, година само. не се сеќам, 2000, можеби 4-та, 5-та. Значи некој 12 Доста години, да. Доста долг период. Да. И како е сега? Почнавте проби заеднички или Не, се уште не. Добро, го Моментално познавате. траат приемите само на оркестарскиот дел. Добро. А диригентот е тука? Не, и диригентот доаѓа малце подоцна. Малце подоцна. Кој ќе ни каже за околу диригентот? Какво име е тоа? Сега не знам, нели, луѓето кои што гледаат, можеби дел од нив знаат, дел од нив не знаа. Така вие сте рекле еден од највлијателните и најпрестижните диригенти на овие времења, на нашиве времења. Владимир Ашкенази е Ашкенази. навистина многу значајно име во музичкиот свет. Тој беше пианист, легенда. Да, со еден збор музичка легенда. Тој е и пианист и диригент и се работи, како да ви кажам, за едно светско име кое што може да се мери со Мехта, може да се мери со Даниеле Гати, со сите тие светски имиња кои што се на музичката сцена. Јас само кажувам, дај Боже, да можеме и во иднина да носиме вакви светски имиња, но се сомневам дека ќе можеме. Значи, од тој највисок ранг на диригенти, друго е со солистите. Со солистите малку е ситуацијата поедноставна. Меѓутоа, ние, еве, тоа и Владимир и Ана може да ви кажат, со нетрпение очекуваме да дојде Ашкенази, тој веќе доаѓа следната недела и да работиме со него. Знаете како кога работите со такви врвни имиња, тоа е навистина. Работела Македонска филхармонија досега со Ашкенази? Сме работили Ашкенази? со Ашкенази, Не. не. Не, аха. Тој за прв пат За доаѓа прв. во Македонија, да. Супер. Добро, а која создава или како се создаваше програмата, што да биде на отварањето, на свеченото отворање? Кој тоа го Знаете како концепира? во еден ваков момент кога треба да создадете програма за свечен настан, Да. треба многу внимателно, бидејќи не сите кои што ќе дојдат таа вечер се имаат музичка наобразба или така е. пак се редовна публика. Како што ме погледнавте кога прашав кој е Владимир Ашкенази, Да. нели? Затоа што сакам да им кажеме на сите оние кои што можеби Да. не знаат, нели? што Да, е. токму така. Значи, имаме дел од публиката која што дајаше, бидејќи ние имаме и годишни претплати, значи во годишните претплати се е вклучен и овој концерт на отворањето. Сега, тие луѓе што секој концерт доаѓаат на македонска на нашите концерти ќе бидат присутни таа вечер. Значи, тие се веќе публика која што е изградена, која што има свој вкус и може да слуша било што. Публиката која што ќе дојде можеби од љубопитност или затоа што сакаат да се дел од тоа, сепак не се можеби до толку едуцирани како што е ова стручнава публика. И заради тоа бевме многу внимателни. И многу се изнамачивме што да одбереме за таа вечер. Колку да е популарна, ама популарно за нас и за некој друг е Ама биде дискутабилно. предизвик за, да, за Мора да е свирење и предизвик за- апсолутно за оркестарот. Сепак сакавме да ставиме една композиција од македонски автор и не за џабе одбравме да биде тоа Прокопиев, бидејќи тој е еден од основачите на Македонска филхармонија, значи заедно со неколкумина други и така некако ја концепиравме програмата. Едно македонско дело за да има тежина целиот настан, сепак сме ние национална филхармонија. Изборот на Симон беше сепак на овој концерт и јас апсолутно се согласувам, бидејќи знам дека Прокофиев, концертот број 3, ќе звучи спектакуларно во рацете на Симон и мислам дека сите ќе паднат во несвест. А Чајковски симфонијата број 5 е една популарна симфонија, позната и на пошироката јавност, многу убава музика и како за крај, значи сите да ги умреме од убавки. Имате и нови инструменти. Сега донесени се тие во Не, новиот немаме. објект? Тие сега ќе ги набавуваме, да, се уште не се така. А што не се ќе имате ново? набавени. Главно се работи за големите, за крупните инструменти, значи оргуља, пиано, контрабаси и така малце покрупни инструменти, кои што треба малку да го Виолините ќе бидат обноват. стари, убави се. Виолините, мислам, што постари, толку поубави. Сакав да ја начнам таа тема за стари виолини. Не, тоа е за некогаш во иднина, апсолутно треба да се покрене тоа прашање. Ама уште малку е рано. Секој од големи оркестри во свет има своји инструменти стари. Стари кои што се дава на оркестар, на оркестранти да се свират
И еве например израелска има, мислам дека квартет Страдивари. Значи не е под тоа све италијански виолини. И може би и затоа, освен акустика во која свират, звучат како што звучат. Тоа е израелска, берлинска, да не набројувам сите големи оркестри во свет. Дефинитивно ние сега со нашите инструменти, кои што е ево приватно наше владење на секој од музичари, правиме резултати еве какви што се. Какви што правите, да. Преубаво звучиме во новата сала, како да имаме гвардери звучиме. Сте рекле во едно своје интервју, Македонската филхармонија е одлично место за работа на еден уметник. Сум свирала со оркестри од многу земји во светот, но Македонската филхармонија е најдобра во регионот. Има одлични уметници што се извонредни колеги со кои се работувам. Иако имаме проблеми, тоа нели проблемите кога ги имавте, сега веќе нема. Штом се земи инструментот в рака, секој сака да го покаже тоа што најдобро го умее. Во таа насока, дали е тешко или лесно да се биде концертмајстор во Македонската филхармонија? Кога зборев ова, уште бев многу нов член на овој оркестар. Многу млада бе. Не дека се повлекувам, апсолутно се стојам за секој збор. Се надпреваруваме во стварно со најдобри оркестри во регион и апсолутно сме на ниво да бидеме едни од најдобри. Сепак во тек на годиниве јас како да кажам, се здружив. Станавте дел, се заживеев со овој прекрасен колектив. И станавме, ние например се нарекуваме со колешките сестри. Така што да биде дел од таков фамилиарен колектив е привилегија, искрено. И не е секогаш лесно, како во секоја фамилија. Ама на крај на секој концерт имаш некое такво полетно чувство на заедништво, Заедништво, така. Да, заедништво. Што мислам дека секој концерт се слуша тоа. Да. Треба поголема дисциплина по Македонската филхармонија или добри сте на вистински пат? Ние видите. Нели ова велите семејство, сега нели да не се разбереме погрешно. Сестрите се сестри, ама надвор од ова, така или така? Ја не го сакам многу збор дисциплина. Добро. Јас сакам да се слушате чувство на работни навики, работни навика, работно чувство, апсолутно го имаме тоа. Видите, во секој оркестар може да се најде забелешки и проблеми. Тоа е нормално, тоа е голем колектив и живи луѓе сме. Така што можам да кажам дека нас не треба поголема дисциплина, ама исто со толку тежина можам да кажам дека супер сме. Владимир? На една работа што сум горд во периодов како сум јас концертмајстор и со моите колеги и колешки, е тоа што и со нашата директорка се разбира, пред се е тоа што создадовме многу добар тим за работа. И мислам дека се гледа на долгорочни патеки, тоа допрва ќе се види. Што подразбирам под тоа создадовме добар тим? Значи, ние постојано, поготово со Ана, пошто имаме иста функција, сме во постојан контакт за било каков, дали е тоа проблем или дали е нешто позитивно или негативно или некој недоразбирање или програма. Прво со Ана, па после ако може да се надмине проблемот. Прво со Ана, па после ќе видиме како ќе се презентира тоа пред директорката. Прво се кува. Така што сето тоа цел успех, можам да кажам дека е и производ на таа тимска работа. Исто и со другиве колеги, водачи на групи и од сите сектори на оркестарот. Вие се викате браќа, ако се викаат тие сестри? Не. За живо. Сестри за сестри. Ние сме други. Сестри за другари. Така да, и со текот на моето и педагошко искуство што го имам во последниве години, го пратам развојот на младите музичари во Македонија и се трудам најдобрите што ги имаме да ги задржиме во нашиот ансамбл. И во голема мера успеавме во тоа и затоа сум многу горд на цел тим. Затоа што и директорскиот тим менеджмент имаше многу големо разбирање и многу голема поддршка околу тоа. Ние навистина многу долго ја следевме работата
помладиве колеги што сега не млади кои што би сакале да бидат имавме среќа во цела ситуација да имаме голем број на нови вработувања. Филхармонија многу се освежи со многу квалитетни млади музичари кои што внесоа една свежина во оркестарот и апсолутно со тоа се воздигнува и нашата работа. Значи, начинот на работа и на комуникација е на едно поинакво ниво. Затоа што сепак стануваме колеги кои што слушаме музика многу, кои што дискутираме околу проблемите отворено, кои што се доста едуцирани околу современите текови на... Кога ќе направи некој грешка, што правите? Па мене и нас веројатно тоа исто мислење. Мислам, мене ми е целта тој што направи грешка самиот да си биде свесен да му е непријатно. Мислам, јас ако кажам тоа се слуша. Значи тоа се слуша. Ако кажам дека сум сгрешила, да кажам не сум сгрешил, мислам кој кого лаже. Мислам барем нашата работа е јавна и тоа се однесува и за во било кој сегмент, не е само дали некој ќе направи грешка. Општо на концерт дојдете, тој што свири. Тој што не е добар, не е добар. Тој што е добар, тоа се слуша и човек од улица да викне што воопшто нема поима со класична музика, ќе каже, нове некако не ми свиреше како што треба, овој другиот беше подобар. Така да нашата работа е јавна, затоа не се секирам многу. Да. Велите, Ана, јас влегов во оркестарот на Филхармонијата како хонорарен соработник на почетокот од 2005 година и за сите овие години се слуша голема разлика благодарение на паметното и модерното водење на овој оркестар од страна на директорката Маја Чаначевиќ и секако моите колеги кои на секој нареден концерт напредуваат во заедничкото музицирање. Тоа е тоа го кажавме веќе. Тоа отприлика тоа е истото, да. Не само да ве потврдам дека веќе сте го рекле ова и дека сте во една навистина убава насока. Сакав и само дополнување на ова да знаат сите оние кои што не гледаат, а можеби не знаат дека ова концертна сала или новиот дом, прекрасен дом кој што само однадвор за сега ние можеме да го видиме и нешто од внатре или недограден или во последните фази на изградба, е едно од можеби најубавите концертни сали воопшто во регионов. Не е само тоа Македонија, па ние ќе имаме сега концертна сала. Во овој дел, еве да кажам на Балканот, има многу убава концертна сала во Атина. И има убава концертна сала во Софија. Меѓутоа, ниту еден оркестар од бивши југословенските републики, значи оркестар, филхармониски оркестар, нема своја концертна сала. Ние ќе бидеме веројатно првите, ако не грешам, кои што ќе имаме своја концертна сала. Белградската филхармонија, Загребската филхармонија, Словеничката филхармонија, значи Словеничката филхармонија имаат мала концертна сала, меѓутоа концертите ги држат во Цанкариев дом. Загребчаните ги држат во Лисински, во Белград, Белградска филхармонија во Коларац. Значи тие немаат свои концертни сали, Софиската филхармонија има, која што е стара па нешто реновира, но ни оддалеку не може да се мери со нашата семија. Нашата е најубава, ама навистина е најубава. Во Атина е преубава концертната сала, но таа е многу голема и таму имате и опера, имате повеќе ансамбли и така натаму. Значи, ова е нов објект кој што е граден сега, во овој период, во ова време кога ние живееме и така изгледа. Значи, современа архитектура, модерно, минимализам внатре. Мислам сега да не откривам многу детали, бидејќи тоа ќе го видиме за една недела, но навистина е се преубаво. И е многу значајно да еден филхармониски оркестар, симфониски оркестар да има своја концертна сала е многу значајно не само за концертите кои што ги има во концертната сезона, туку ние сега ќе можеме да возобновиме, да развиваме помали ансамбли, значи да повторно да го негуваме камерното музицирање, нешто што недостасува на Скопје, недостасува на оваа средина, нам не недостасува како музичари. И затоа велам дека е ова навистина една цивилизацијска придобивка за Република Македонија. Така е. А не требаше веројатно да убедувате никого дека ни требаат, нели пред да се освежи со млади кадри Македонската филхармонија, никого дека треба да се примат и нови млади луѓе кои што ќе дадат. Знаете како? Јас исто сум била многу долги години ходорарец, Владимир исто така.
понекогаш некои директори нема слух едноставно за тоа и не ги Дека или треба да веројатно добиете не ги вработување, интересираше хонорарни соработници, ние ќе ги искористиме до максимум и тоа е тоа. Може би таквото размислување до некаде во ред. Јас не се согласувам со тоа. За среќа, ние имавме и среќа, но имавме и многу големо разбирање од страна на Министерството за култура и владата на Република Македонија, значи Министерката за култура. Јас секогаш вака кога ќе го видам оркестарот, навистина се радувам затоа што преку 50 музичари се вработени. Знаете што е 50 музичари? Тоа е пола и повеќе оркестар вработени од 2008 година до сега. Значи Министерката за култура подпишала 50 решенија за вработување за млади луѓе. На некој начин сме им обезбедиле иднина на младите луѓе и на нивните семејства. Значи, оние кои што се добри, останаа во Македонија, останаа во својата матична земја, свират во нашиот оркестар, не заминаа надвор во странство. Мислам, тоа е многу значајно нешто. Ме интересира именно што го рече Владимир, како или на кој начин не требаше начин да се убедувате да ги убедите дека треба да останат овде? Тоа беше нивна одлука, како да... Нели добрите и сега нели секогаш знаете како тоа мислам дека Владимир и Ана, бидејќи они имаат многу поголем контакт со младите луѓе, можат да одговорат на тоа прашање, но мислам дека и на помладите веќе им е јасно дека Филхармонија е еден поинаков оркестар и тие посакуваат да бидат дел од него. Не знам, тоа може тие да објаснат подобро. Не е многу едноставно да се замине туку така надвор. Мислите не е едноставно ако решиш сега си одам и толку? Да, мислам може секој да каже јас сега ќе заминам, не ми се допаѓа тука, ќе одам. Меѓутоа дури си помлад, имаш повеќе опции, имаш статус на студент или на специјалист, тек на специјализација или хонорарно, па ќе подработуваш било што, меѓутоа како созреваш, веќе ти треба стабилно тло каде што ќе ја градиш својата фамилија и својата иднина. Не можеш да бидеш вечно кираџија и селеник од град во град и да се плашиш дали полиција ќе ти дојде па сошо да ти го провери или не. Значи не е секаде ситуацијата сјајна како што изгледа. И пак ќе повторам, ништо не ги спречува да пробаат. Меѓутоа, кога им се нудат убави услови кај нас, мислам за наше поднебје зборувам, овие луѓе избрале да останат тука и својот максимум да го дадат во нашата институција и тоа е доста за почит. Меѓутоа, јас исто им посакувам на секој да си го најде својот пат. Ако на некој му се отвори патот, тоа да е некоја странска држава во многу подобар оркестар или во многу поубави услови, од срце го пожелувам тоа. Меѓутоа, од тоа што јас кога сум патувал порано додека бев студент, додека бев помлад, до денес условите се многу променети и конкуренцијата е огромна. Супер. Значи не е така се розово како што јас ќе заминам и мене сите ќе ми отворат оркестарот. По 6-7 аудиции во недела полагаат, патуваат од град во град за да добијат работно место кое што е на договор на 3 месеци, 5 месеци, 6 месеци. Не знам кој успева да добие на подолгорочно. Значи не е така розово како што изгледа од овде. Да, значи ова го кажувам намерно, не за да ги обесхрабрам, него да кажам реално како стои сега. Од моја гледна точка јас мислам дека убаво е да секој млад човек оди да види да се обиди. Да се обиди, па може и да успее и да се одлучи сам за себе. Ама убаво е секогаш кога имаш ти искуство во странство, да видиш како е така, како е таму, или и после да се споредиш и сам за себе да одлучиш. Неколку од овие 50 вработувања така и направија. Затоа тука дојдоа и кажа не, јас сакам тука да имам работно место во овој оркестар со овие луѓе и да бидам во својата земја. Супер. Вистинско време за реклами, нив ги заборавив. Одиме со реклами. Наша тема вечерва во отвореното студио на телевизија Нова е по цели 73 години Македонската филхармонија се сели во свој дом, свој нов објект. Грандиозен, супер ќе биде се, ќе биде како што сакате, посакуваат веројатно и сите уметници. Зборувавме додека паузава течеше како тоа функционираше во на другото, а вие рековте ма се ќе заборавам веднаш само да отидеме од таму. Да.
нема да се споредуваат секако условите, но како беше во Дом на армија? Знаете како, ние навистина поминавме еден период тежок. Добро. Нашите повозрастни колеги поминале уште потежок период, така. затоа што тие работеа и во театар центар, сега кај што е комедија. Сите кои ќе кажат старата филхармонија, ние не ни знаеме кај е старата филхармонија во некои бараки и така натаму. Значи, веројатно во секој период имало нешто што било тешко и на тие луѓе во тој период им се чинело дека е најтешко, ама секогаш има и потешко. Значи, сега ние што, барем последниве 10 години, нешто поминавме на некој начин, ни се чинеше на моменти дека од ова потешко не може да биде, ама секогаш имаше нешто друго што е потешко. И така, меѓутоа не огреа сонце, конечно, дојдоа убави денови за нас и ќе има уште убави денови. Сепак, благодарни сме на сите институции кои што ни излегува пресред, кога ни требаше и тоа и Домот на армијата, и Македонската и опера и балет, во секој момент ни беа на располагање и Македонскиот народен театар, значи кога имавме проблем на сцената во Домот на армијата, значи секогаш ни беа ширум отворени вратите во било која институција кога ќе побаравме да можеме да го одржиме нашиот концерт. И морам да кажам дека во ниту еден момент ниту еден концерт не бил загрозен, значи сме го одржале секој концерт кој што бил планиран под било какви услови, меѓутоа оркестарот излегувал на сцена, свирал и тоа добро свирал, солистите, диригентите доаѓале, публиката била презадоволна. Затоа, нели, секогаш ќе се навратиме на она што било и ние меѓу нас зборуваме многу често и сега веќе и се смееме за тоа. Значи, не со онаков жар и можеби со таков гнев на моменти како што порано сме зборувале, ама до кога више со оваа прома или жешко или така натаму. Сега веќе малку и на поинаков начин тоа го коментираме, а верувам дека за 2 или 3 години од како ќе бидеме во новата сала, нема тоа, не се заборава, нема да го заборавиме, ама ќе има многу шеги на таа сметка. Што не се заборава? Ама имало и убави моменти, или не? Нормално, имало многу убави моменти. Имало и убави, имало и малку понеубави. Кога некој од публика можеше да седи со чадор на концерти и такви, и ние тачно знаеме кои се редови кои што е ризични или им даваме чадори кога доаѓа публика и ви чадор. Мислам, се шалим сега, тоа смешно звучи, ама реално беше 2-3 реда и не сметаше тоа во најголемо пијано, во некоја магија кога се создава и одеднаш панг, панг, панг. И сега е смешно. Стварно, од овој поглед веќе е смешно, ама во моментот на концертот, кога со тоа ти се уништува момент на магијата, не е смешно. Ама, пак уште еднаш, треба ние да памтиме од кај потекнуваме, што поминавме и да се радуваме на новото, и да се радуваме на нови предизвици и нови убави моменти, и да се споредуваме како било и како сега. Да. Не се подсетиме више или ќе се подсетиме уште малку? Не, јас само би се подсетил на моменти сега баш се сеќавам што се имаме доживувано. Мислам дека не беше еден концерт баш кога имавме прекрасни симфонии и диригенти, а во ресторанот имаше свадба. Ето. Леле. Значи тоа не се заборава. Да. Не, јас го немам доживеано тоа никаде. Никаде. Значи ние свириме на сцена, а горе има свадба и тоа во полнек свадба со чочек. Ечи. Да, и тоа е невозможно да се покрие, мислам, подобро да застанеш тука, да заврши орото и да продолжуваш со симфонијата. Меѓу другите работи. Да. Кажала Ана, читајќи нели се подготвувајќи се за ова отворено студио, сте рекла кога студирав имаше пред испит и по 10 часа никогаш се вежбаше. Како е сега кога си професионален музичар? Се освен индивидуално вежбање, ти доаѓа и заедничко вежбање. Тоа се вика проби. Заеднички, делени, гудачи, дувачи, одвоено, значи тоа се вика проби. И од прилика доаѓа пред некои концерти стварно исто по 8 сати. Значи ти дома вежбаш, можеби и за следната програма и вежбаш и заедно на
на тие работа. одделни, Да, заедни. и доаѓа исто како добро, секако притисок не е таков како посебно барем кај мене да излезеш пред најголемите светски звезди и да отсвириш само пред нив, не пред публика, една скала. Не знам, јас таква трема, фала Богу, на концерти во филхармонија немав. Дури кога свирам соло. Тоа во мојот живот беше најтешко, да излезеш пред комисија, да отсвириш нешто преубаво Чиховски, не знам, Моцарт, не знам, Бах, туку скала. Така што во овој поглед јас сега имам преубав живот. А ти каков те чека? Владимир, колку време вежбата? Мислам, колку часа дневно сте Ајде вежбата? сега нека кажи. Сега е моментот. Одлично прашање. Да, не ви кажувам. Пред директорката, Владимир, ме молам. Во друга емисија. Вежбаме секогаш толку колку што е потребно да се подготвиме за материјалот. Некогаш е тоа повеќе, некогаш е тоа помалце. Меѓутоа и со текот на искуството кое што се стекнува во оркестарско музицирање, исто така и се учиме и за брзо совладување на материјалот, што е Тоа сакав да кажам. Да, значи си подготвен брзо да го совладаш материјалот. Значи не ти требаат 8 часа да вежбаш една симфонија, плюс тоа некои и се повторуваат од тие што ги свириме, тоа го ни го скратува малце времето на работа. Меѓутоа, барем јас конкретно никогаш не сум го мерил времето во минути, него сум го мерил во квалитетно вежбање. Јас можам да вежбам и по 10 сати на ден, меѓутоа ако мене мозокот ми е на друго место и ако тоа што го вежбам апсолутно се излуфтирало до крајот на вежбањево, џабе сум го работел, тоа е само да се пофалам дека сум вежбал многу. Битно е да се вежба квалитетно, значи јас можам да вежбам и 2 сати, точни вежби што треба да се вежба, тонски или технички или некоја специфика мене која што во моментот ми е потребна и тоа се покаже дека е квалитетно. Значи многу е битно начинот на вежбање кој е. Да. Од кога сте во Македонската филхармонија? Колку години? Баш сега пред малце со колеги ве дискутиравме дека во 2019 здрави живи 20 години стаж би правил заедно. Да. 20 години. 20 вработени, а пред тоа бев, мислам, бевме неколку години хонорарно. Јас од 95-та, 6-та, ти малку по мене, Да, значи малце 97-ма или 8-та. така нешто, да. Многу години. Многу години. Е сега добро, можеби е глупо прашање, ама мене ме интересира кој еве велите Ашкенази, така е генија. Диригент. Не сте го виделе каков е кога соработува со оркестар. Сакам да знам. Ваше, не е интимно чувство, да речеме, кој е диригентот кој што вам ви оставил вака најубав впечаток за тоа, за работа со оркестар, за да знае во вистински момент што треба да се каже, како да се каже, како да се допре до сите? Јас сега. Да, многу има секако во 20 години, Јас ќе веројатно се многу. размислам за тоа време, а може да ги се поклопиме. Не, во последните неколку години ја би кажала вака, ја не можам да кажам диригент со кој немаше оркестар убаво искуство. Да. Секој диригентот, благодарејќи се, еве, отворена кажувам на Мај и на целиот менаџерски тим, одбрани луѓе кои што се знае дека оркестар добро ќе ги приме ако е за нов или ако веќе ако доаѓал, значи го знаат и го сакат. И така што ја потешко би кажала кои не би сакале ние пак да дојдеме од последните, отколку еден Даниел Рајскен, сега од последни што беа тука, Дмитри Лис, Јерухам Шаровски. Тоа се можеби не се толку звучни имиња како Ашкенази, ама за нас важен начин на соработка со оркестар и нема човек од оркестар кој што не е воодушевен од нив. Тоа е многу важен показател и фала Богу, последните години само такви ни доаѓаат. Така. Значи убаво е кога се одбрани и добри, така? Да се сетивте на некоја има? Па мене ми е доста добар диригент Емил Табаков од нашиве простори и исто од како мал сум го сакал многу и сум соработивал. Табаков затоа што го сметам за наш. Да, за наш, да. И Урош Лајовиц. Исто би го спомнал, за мене еден многу
Добар диригент, како ученик сум слушал плочи со него. Еден ден како би било кога да свирам со него, ете сме свирале со И него. каков е, например? Не знам. Специфични се, значи колку човек е понавлезен во својата професија, толку по големи специфики има и малце се специфични се. Значи различни се сите. Добро. Некој е по-пријателски настроен, некој бар дисциплина, некој е многу ироничен, па на некој му смета, некој е многу циничен, некој вреѓа, некој сака дружба, некој не сака дружба, различни се. Во принцип се доста различни карактери. Диригентите се посебна категорија на уметници, затоа Немојте не ги сметаме. Добро, тоа е наша интерна шега. Да. Добро. Вамо некој омилено добиене луѓе. С оглед на тоа што и јас 20 години сум веќе во оркестарот, значи го делам мислењето на концертмајсторите. Ако треба да се потсетам малку на некое минато време, кога, не знам, сме биле многу помлади, тогаш неколку пати на почетокот кога дојде Емил Табаков, исто бевме, мислам, сите многу сакавме да дојде, меѓутоа тој во тој период беше толку строг, што колку сакаш да дојде, си викаш сега кај кој ќе дојде овој, тешко Значи нас строг е сериозно. Може да ми кажете што значи строг? Што значи строг? Да, што значи строг? Така ќе влезе од Сабајле, да речеш да си станам да седам дома и толку. Значи Да заврши денот. Кога кажуваме ние строг диригент, мислиме на тоа дека тој е диригент кој што професионално, значи бара на вистина голема исполнителност од секој поединец, има малку подсврст, можеби, начин на работа со оркестарот. Не е толку пријателски, условно кажано пријателски, не дека тој е непријателски, меѓутоа нема многу шегување, значи почнува пробата, се почнува со работа, нема никаква дигресија за ништо, единствено работата бара да е се до совршенство навежбано и така натаму. Значи тоа се мисли на строг. За мене најстрог диригент била Вероника Дударова. Дали се сеќаваш на? Јас бев на концерт, не свирев тогаш. тогаш. Кога дојдеше Вероника Дударова, животот си го неќевме, вака по-битолски да се изразам. Значи тоа беше страшно, но таа навистина беше од таа руска школа, простијана, на диригенти, кои што се толку многу строги, кои што дури е непријатно да се работи. Значи, толку многу стрес имате, постојано, и толку една таква енергија има, што ти станува после известно време непријатно. Мислам дека сега веќе тој тренд се смени на светско ниво и ретко кој диригент на таков начин се однесува во оркестарот и било во кој оркестар. Инаку, на што е многу специфично, и ние малку се смееме, сега да кажам за концертмајсторите, кои ги пришувавте. Значи, концертмајсторите се првите луѓе во оркестарот кои што се одговорни за работата на оркестарот. И секогаш кога има некој проблем или нешто треба, јас ќе кажам викнете ги Владко и Јана и можам да замислам кој е нивниот лик, сика добро сега пак ли за нешто не бара. Пак ли сгрешил некој? Така што не им е воопшто лесна нивната работа, меѓутоа морам да кажам дека тие се врвни професионалци и се фантастични концертмајстори и дел од успехот кој што го имаме во Македонска филхармонија се токму концертмајсторите, водачите на групите, тимот кој што стои зад концертмајсторите и конечно целиот оркестар. Јас на вистина сум убедена дека ако ја немав поддршката од сите вработени, од целиот оркестар, до сега, во сето она што го работев, не можев да дојдам ни до половина од ова што сега е сработено. Така што работата на еден тим, почнувајќи од диригент па надолу во пирамидата, е многу важна. И кога ќе се воспостават правилата се исти на секаде во светот, но кога ќе почнат да се почитуваат правилата, кога ќе се најде некаков модус како да се работи, значи не тоа да биде дисциплина, што велите, туку да биде одговорност кон работата, да биде начин на работа, поинаква перцепција на работата, тогаш некои нешта природно се менуваат и стануваат подобри. Така. Кога беше понудата со кариера, вие бевте директорка, така? Не. Не бевте? Тогаш свирев во оркестар. Ама државте палци да не си оди. Остани Јана, те молам. Тоа беше во моментот така се случи и не беше тоа пак, ќе кажам, не беше тоа кариерас, туку беше од менаџерот на кариерас и нормално ова се дискутираше многу кај нас во фамилија и решивме дека доста ни беше патување од една
земја во друга. Сепак се стабилизиравме колку толку ти Во 2 Македонија. години и одеднаш да се Враќате. мисли да се преселува, не. И затоа, ама апсолутно ни во еден момент не се каете, покаја. Да, да. Тоа сакав да прашам, дали има некој? Не, ни во еден момент. Аха, да. Убаво е да се биде дел од македонската филхармонија. Да, убаво е. Иначе И не би било покрај- тука. Да, и покрај тоа што врнеше, и покрај тоа што дуваше, и беше топло, и беше премалу не беше тоа пресудно да се остане или да не се остане, сепак тоа беше пресудно. Луѓето, земјата, атмосфера, воздух, сонце. Да, да, секако. Што можеме да кажеме сега, 18 мај, пред ова на 21 ќе не чека концерт? Ванеса или не? Тоа е 15. 15. 15, пардон, 15. Да, затоа се зачуди. Да, извинете, Добро, ја 15. имаш ти 18 или па Имате ли некој мислам, концерт и милост малку. 18? Не, имаме Извинете, на 15, да, 15 мај имаме концерт со Ванеса Меј. Тоа е малку повеќе шоу. Да. Бидејќи таа Таа знае се да направи, профилираше така е. во малку поинаков музичар, значи започна да свири класична виолина, па потоа продолжи да го прави тоа што го прави. Ќе дојде во понеделник Ванеса, ќе имаме проба со неа на денот на концертот. Тогаш само? Па да, ние сме професионалци, Да. доволно е, толку е. Еве, Да. Владко свири на тој концерт и верувам дека ќе биде интересно за сите оние што ќе бидат вечерта во Борис Трајковски, дека ќе се забавуваат и тие и ние. Значи, таа е таа професионалност. Сериозно? Добро. Што значи еден ден да имаш за подготовка? Пак се враќаме на прашањето колку вежбам. Не, што значи? Па вие како концертмајстор претпоставам дека ќе одговарате потоа ако ќе ве викне. Да. И за луѓето позади вас, не? Тоа имено тоа им го кажав. Да. Значи ние имавме проба и исто им кажав као ние ќе се состанеме, ќе имаме проба. Имаме проблеми, ќе ги решиме проблемите и да не ги решиме, јас ќе бидам крив на крајот, сите се. Меѓутоа, да, како што каже директорката, тоа е шоу. Малце по инаков адреналин се добива тогаш за изведба. Така, значи не адреналинот те носи. Не е толку стресно како што Не е толку како што стресно е на како обичен нормален концерт. Не е порелаксирано е малце. Добро. А со Симон кога имате прва проба? Со Симон веќе следната недела. Значи следната доаѓаат и маестрото доаѓа следната недела и Симон потоа неколку денови пред концертот. Така што видете вообичаено ние со сите солисти имаме по 2 проби, не повеќе од 2 проби. Не, сериозно мислам дека се Така повеќе, што- заради тоа и застана вака како Ама што ќе правиме ние повеќе Не. проби ако имаме тоа? Многу ќе ни Ќе биде. биде таа. Не, тоа е пракса во светот. Секаде, Значи дури има оркестри, сега врвните оркестри ако зборуваме, Берлинска, концерт Гебау, Њујоршка, тие работат понекогаш за концерт со 2 проби само вкупно и свират концерт. Ние имаме малку повеќе проби за концерт, но солистите генерално кога доаѓаат тие доаѓаат во среда, пробуваат, четврток уште една проба и вечерта на концерт. Добро, ама за Тоа е- свеченото отворање веројатно повеќе се подготвуваме, или? Да, се подготвуваме Да. малку повеќе. Нормално, мислам, во зависност од комплексноста на програмата, така ги правиме и пробите. Значи, за други комплексни програми сме правеле малку повеќе проби. Така што следната недела, значи, тие веќе работат на програмата сами, но следната недела доаѓа Нестор Ашкенази и потоа и Симон и заедно ќе пробуваат и ќе го подготват она што треба на 21 да го слушнеме. Супер. Симон Трпчевски, сега нели сите знаеме каде се стигнал, ама многу ми беше интересно едно напишано за него, вели во Таймс, нормален пианист. Како вие го доживувате, Симон? Нормален, како? Абнормално, нели? Абнормално. Не Абнормално. нормално, абнормално. Да. Абнормално. Нешто друго чув. Добро. Баш кај на руски тоа звучеше веројатно. Нормален пианист. Да. И како јас го доживувам? Да. Како вие го доживувате? Го живеете така или поинаку? Конкретно за оваа реченица, фала Богу и Симон спаѓа во таа категорија на луѓе кои што апсолутно трезво се стојат на земја и не заборават Од каде дошле, што направиле, до да, кај стигнале? ни што се поминали, дека и тие се луѓе. Например, истиот Карерас,
кога дошол, сите мислат кариера, тој толку беше нормален. Наши некои не наши воопште, некои има луѓе кои што многу помалку значајни и помалку вредни и мислат дека се ѕвезди, се однесуваат како ѕвезди, а ѕвездите, така наречени ѕвездите, најнормални луѓе. Веројатно тоа се подразбираше под овој реченица, така ја сваќам. Дека е веројатно абнормално во однос на музицирањето, така нормален во однос на однесувањето, така ја некако разбирам, да. Така некако. Владимир, вие што би рекле за Симон? Јас Симон го знам од малечок. Многу не го знаат. Ја уште го да, знам и од на аеродром. надпревари кога доаѓав и јас сам помале од мене. Кога сум доаѓал на надпревари на приватни часови во Скопје, нели јас учев во Битола, ниже и средно музичко училиште. И често го слушав и на тогаш на јавните часови, на надпреварите, се сеќавам тогаш клавирската класа беше многу јака. Во тогашно време многу јака и многу амбициозни. Цел професорски тим, клавиристи и тогашната директорка знам дека многу бе амбициозни. Буквално секаде на надпревари, на концерти, на јас сум бил преку тоа музичко училиште на Шопенов конкурс, до ден денес го памтам. Кој победи тогаш? Не можам да се сетам која година беше. Не е битно. Добро. Значи од тогаш го знам Симон и го знам неговиот раст. И многу ми е мило дека имаме човек кој што го живее сонот на солистите, не си тоа некој што едноставно немале среќа да успеа толку многу во животот и ми е многу мило дека имаме човек. На крај крајава можеш и да поразговараш, да седнеш и да разговараш, тоа е таа нормалност. Да раскажува разни работи со разни уметници, соработки, па така, најнормален тековен момент како да е тоа обична работа, бидејќи за нас, за многумина тоа изгледа нешто недостижно. Тоа сакав да кажам, за да стигнеш до такви врвови, освен талент, работна навика, нели, недисциплина, и така натаму мора да има тој момент на среќа, на средбата со вистински луѓе, со вистински менаџерски тим, кој што ќе те води низ цел понатамошен пат во кариера. Симон имаше таа среќа. Јас убедена сум дека има уште многу и млади и деца кои што исто толку талентирани и во Македонија растат и сега се развиват, кои што дај Боже да имат таа среќа да се сретнат со прави луѓе во прав момент и да имаме уште многу Симони, односно нови музички звезди. Така. Уште еден блок реклами, па се враќаме со крајот финиш на оваа дебата. Финишираме со дебатата или отвореното студио на телевизија Нова. Прекрасна тема, култура, зборуваме за убави работи, ги спомнавме само малку неубавите. За крај, ќе ни кажете ли што не очекува или што да очекуваме по свеченото отворање? Ќе го снимате тоа? Свеченото отворање, да. Да? Да. Ќе го пуштите некаде, некогаш да го гледаме сите оние кои што не сме набавиле билет? Значи, ќе се снима концертот и ќе имаме можност за едно емитување, бидејќи знаете како е со големите звезди, не можете туку така да снимите и потоа да си помните програма. Така што секако ќе се јави тоа на време кога ќе биде емитуван концертот, но свеченото отворање, како што кажав, е еден навистина уникатен, ексклузивен концерт, кој што е еден првиот концерт, историски концерт и така натаму, но ќе следат уште многу убави концерти во таа нова концертна сала. Ние сме веќе при крај со нашата концертна сезона и до крајот имаме уште неколку концерти, а веќе втор концерт во оваа концертна сала е концертот на 1 јуни со наслов Видеоигра. Како што имавме бројни концерти каде што свиревме музика од филмови, значи филмска музика, беше навистина интересно и голем предизвик да се направи еден концерт на кој што ќе се свири музика од видеоигрите. Значи, веројатно сите помалку. Мог да спомнам, видов дека од тие две игри на програма на концерт снимена тука во Скопје. Да, знам. Навистина? Да.
Тоа може интересно да биде спомнато, Супер. дека ние за играта, уствари тука е снимена во Скопје. Тука е снимена музиката. Музиката е снимена. Музиката снимена е во Скопје. Така што тоа е еден интересен, многу интересен концерт, можеби ќе биде поинтересен дури за помладата генерација, за оние популарно кажани геймери кои што играат повеќе видеоигри. Она што го слушаат додека играат, сега ќе го свири оркестарот во живо. И оној голем мултимедијален настан кој што се случува во парк веќе изминатите години, сега има 10 годишен јубилеј. Замислете дека 10 години поред постои таа манифестација на некој начин, тој настан. Значи, тука ќе завршиме нашата концертна сезона во Скопје, потоа имаме уште неколку концерти, Охридско лето и така натаму. И веќе новата концертна сезона е подготвена и таа ќе биде многу скоро најавена. Значи, што ќе не очекува од септември 2017 година до крајот на јуни месец 2018 година. Бројни фантастични имиња, врвни имиња од целиот свет, голем број на македонски солисти, диригенти и така натаму. Ќе бидат дел од таа нова концертна сезона, прва, премиерна во новата концертна сала. И билетите за оваа концертна сезона ќе бидат летото пуштени во продажба. Исто така, убаво е секој кој што е заинтересиран или кој што е љубител на класичната музика да си купи столче, да си купи место во новата концертна сала. Значи сега ќе имаат можност оние кои што сакаат да се радуваат заедно со нас на сите концерти, да си одберат место, односно да си закупат место во новата сала и на тој начин да ги следат сите концерти. Оно што не го споменавме, мислам дека треба да го споменаме е дека сите големи имиња, дека овие другите биле помали, ама сите поголеми светски, да речеме, познати имиња, кои што дошле како солисти во Македонската филхармонија, свирале заедно со Македонската филхармонија во Домот армијата, велите и покрај тоа, што се тоа, да речеме, услови кои што не се, не е акустика, не е се што кажавме малку, велите секогаш ќе речат кога повторно или зошто кога повторно ќе навикнете. И тоа е еден показател дека сте на вистинскиот пат. Така, дека Македонската филхармонија израснува во филхармонија која што е вредна за почит и можеме да кажеме имаме оркестар. Мислам дека сите тие луѓе го гледаат ентузијазмот и посветеноста на Ама и енергијата веројатно. И енергијата која што и оркестарот и кај сите вработени, желбата да се направи повеќе и да се биде подобар и токму тоа ги охрабрува да се вратат повторно во нашата земја, секако дружењето со музичарите, дружењето со нас, веројатно убавата храна во Македонија е дополнително уште дава некаква додадена вредност на нивниот престој и навистина имаме уметници кои што веќе по два или по три пати доаѓаат во Македонија, секако дел од нив и на барање на публиката кои што оставиле фантастичен впечаток. Ги споминавме диригентите, а солистите не ги спомнавме. Кој од солистите ви оставил? Како ја го погледнам? Кој? Многу? Па последен што нас како виолинисти ви импресионираше? Не импресионираше, беше Ning Feng. Да. Ова ретка беше можност за таков калибар на виолинист да дојдете со карта од 300 денари и салата не беше пуна за жал. Не беше тоа во проблем во реклама или нешто, апсолутно, значи тоа беше како и секогаш, како и полни сали. Да. Ама овој калибар на солисти апсолутно заслужуваат полна сала. Тоа беше ретка можност да се слуша такво нешто и ние останавме без зборови, што би рекле, да. Ама и пак исто, значи и последните солисти немаше промашај. Последните неколку години, значи од кога Маја е тука, и нејзин тим целиот, не памтам така некој. Пак, значи јас треба сега да мислам кој беше вака нешто не остави впечаток. Да. А во однос на таа човечност, да речеме како кариера, кој таков е баш отворен за дружба, за сите? Сите некако беа помалци или повеќе. Аха. Значи за солистиве во периодов не станувало збор за лоши или добри, туку
помалце добри и повеќе добри. Финеси, Значи, такви мали да, тоа соображања. се финеси, значи А, и вкус да, е, на веројатно. вкус е. Тоа Да. секогаш беа врвни, и сега дали конкретно на тебе ти се допаѓа или Да, не. да. Ама тоа беше не знам. Генерално биле многу добри солисти сите. Јас навистина вака многу ми поставуваат прашање кои солисти најмногу ти се допаднале, кога ќе ми постават такво прашање, стално блок ми се јавува и на ниедно име не можам да се сетам. Едно можеби само ќе спомнам, треба онака цела листа да извадам пред мене и да се подсетам затоа И да што речам и овој, нормално овој, дека овој, јас овој. ги ми останале во сеќавање виолинистите. Така е. И другите солисти исто така што доста добри солисти. Да кажувам, тоа се финеси, значи помалце добри или повеќе добри или тоа е во рамките на така едно друго ниво. Супер латив, ама Да, секој да. од својот Ама солисти еве што Какви имало? Да. Владим. Да. Добро. Како што кажуваше Маја, со солисти е малку поинако. Например, нас ни доаѓаат солисти од највисок ранг. Березовски, Медори, Рахлин. Тоа за нас е некој Небо. да. А се пак доаѓаат и пак сака да дојдат. И доаѓаат. И доаѓаат Да, пак. да, да. И изгледа со нив е многу полесно отколку со диригенти да ги договориш, затоа што не можам да кажам да се понормални од овие. Овие сега да говоривме дека се во категорија не луѓе. Диригенти ги направивме, срциња се сите. Да. Генерално, мислам, е попробирливи се веројатно диригентите од аспект на тоа со кој оркестар повеќе би сакале да работат, која програма и така натаму, но јас навистина сум среќна што ние во изминативе години имавме можност да запознаеме такви имиња, такви уметници, кои што се навистина многу скромни луѓе, навистина многу едноставни. Знаете како може менаџментот некогаш да бара, да има милион барања во договорот и на крај кога ќе дојде тој човек, кога ќе прашаме што сакате вие, обична вода. Толку, значи завршува се на едно шишенце вода. Многу се скромни, едноставно доаѓа за да ја поделат својата уметност заедно со своите колеги и со другите луѓе кои што се во публика. И тоа многу зборува за нивната величина како луѓе и како уметници. Да. Има уште, немаме веќе време, ви благодарам за одвоеното време ваше. Верувам дека следно што ќе зборуваме е само за финеси во брилјантноста на изведбата на Македонската филхармонија во новата сала. Така, уште многу убави минути ви посакувам и за крај сте рекла Маја вака, велите ќе влеземе, драги мои, вели Маја Чаначевич, директорката на Македонската филхармонија, во врвен објект и ќе почнеме да пишуваме нова музичка историја. Се надевам дека ќе бидеме сведоци на една убава музичка историја заедно со Македонската филхармонија. Останете натаму на фреквенцијата на телевизија Нова, следува и последното издание на вестите. Ви благодарам за вниманието.